Среда, 1 март, кратки вести во 12 часот. И по кој знае кој пат отсуството или ниското ниво на култура на однесување и грижа за животната средина се покажува во пракса. Повторно искршени клупи во градскиот парк во Охрид. Последниот месец се почеста е ваквата слика низ градот. Кога нештото го немаме, критикуваме и бараме да биде поставено. За кога ќе се постави, да го оштетиме. Дали ова е резултат на покажување сила, отсуство на култура на однесување и грижа за добрата и животната средина или е нешто друго? Дали можеби казните, особено паричните, ќе не направат покултурни? Објавен нов јавен повик за финансиска поддршка за воведување на нови авиолинии. Ке се доделуваат субвенции од 7 евра по патник за нови авиолинии што ќе бидат воведени од Скопскиот аеродром и по 4,5 евра по патник од аеродромот во Охрид во наредните 3 години. За годинава во буџетот се предвидени 1,1 милион евра за оваа намена. Крајен рок за доставување на барањата за учество во постапката е 31 март до 12 часот. На претходниот повик аплицираа 3 авиокомпании, но беше поништен поради недоставена комплетна документација. Со забележителни резултати и неколку освоени медали се вратија атлетичарите на атлетскиот клуб Охрид од националниот куп во фрлачки дисциплини. Стефан Стефановски во дисциплината фрлање диско освои прво место и постигна нов личен резултат, додека во фрлање ѓуле освои сребро. Искра Маџовска од ова надпреварување се врати со 2 бронзени медали во фрлање ѓуле и копие, додека Блаже Љушев во дисциплината фрлање копие заврши како трето пласиран. Времето денес променливо облачно со услови за повремени врнежи од дожд, дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реџеп Селман.